комичен Мегахерц. Светна селичката, како сте утрово? Прекрасен ден морам да забележам. Сега вие го слушате Атанас Атанасовски, а со мене и колегата Жарко Димовски на вашиот омилен Мегахерц 96-тиот. 0,0 комичен Мегахерц. Добар ден и од мене, драги слушатели. Времето надвор е прилично сончево, иако има до умерени дувежи на ветар. Гледката е се уште прекрасна, наочарите се уште тука, од блесокот е се уште доволно сјаен. Ние сме тука во студиото за да прекрасно го кажа ова, морам да забележам дека прекрасно склопи оваа поезија твоја утринска. Јас сакам да им кажам на луѓето што не слушаат сега во кола, може слободно да си го отворат прозорецот, да извадат главата надвор и нека ја проветрат косата. Апсолутно. Затоа што е многу убаво проветрување на коса утринско, знаеш, на утрински кога ќе се проветриш. Па да, кога се. Само што за некој веќе пладне, така да тие што се сега пробудени нека го направат. Јас зборам за мојата генерација. Извини што те поклопувам, зборам за мојата генерација, тие стануваат. Ова време може, некои покасно. Да, некои покасно, некои се уште не е станат. Додека сме тука, само го имам отворено и да ви прочитам. 13.2 сабота, представата Стюардеси. 15.2 понеделник, нешто пропуштаме. 22 понеделник, господарот на кукавицата. Значи, сабота Стюардеси, понеделник нешто пропуштаме, идниот понеделник, господарот на кукавицата. Бидете тука. Да, купете си ги вашите билети на време. Затоа што Театар Комедија има акции во бензинските пумпи на... Не, се шалам, немаме акции таму, ама имаме акции за продавање на билети, така да регуларната цена на билетот е 300 денари, но ако сте под 27 години, добивате за 150 денари, ако сте пензионери, сте за 150 денари. Okay. Среда е бесплатна за средношколци, четврток е бесплатно за студенти, така да ова е најубавото време за театар. А петок е за постдипломци, да не заборавиме, драг мој Атанасовски. Тоа беше акција само еден месец, но се надевам дека ќе продолжи, бидејќи апсолутно, ние затоа го промовираме тоа, за да продолжи. Инаку, денеска имаме фантастичен избор на музика кој што јас и Атанас долго време го размислувавме и мислам дека ќе ве погодиме многу. Така да одиме со The Blues Brothers. Yeah, baby! Аканакио слушинеа комично Мегахерц со Жарко и Атанас. Уживанција. Слободна Македонија. Слободна Македонија, што би рекле нашите колеги од Театарот Комедија, тоа е карактерот на Валентин Константиновски цртица Тино. Роки Рамбо, поздрав до нашите обожавателки, убави дами кои поминуваат покрај студиото. Тоа се нашите верни слушателки, апсолутно. Тоа се нашите, еве сега не слушаат во моментот, тие се единствени. И ние ги поздравуваме многу, и први што доаѓаат да не слушаат во живо и да не гледаат, значи. Апсолутно голем поздрав до вас, драги наши слушателки. А инаку морам да кажам еден виц кој што ни беше спремен, сакате слушнете го, сакате не, нека не ми замерат сите, вика каде ќе најдеш куче без раце и нозе? Таму кај што си го оставил. Малку црно за овој светол ден, малку црно, но сепак Жарко има таква навика да ги разбелува црните очи. Вика вака. Ај, добро, кажи. Не, морам да најавам, драги слушатели, денеска со нас во студиото е човекот кој што е роден 1976 година во Кочани. До дипломско образование филолошки факултет Блаже Конески, Универзитет Свети Кирил и Методи Скопје. Постдипломско образование, драги слушатели, драматургија и сценарио. Универзитет за аудиовизуелни уметности СР Скопје. Работен вредовно како драматург во Народниот театар Комедија Скопје. Овластен судски преведувач, собственик на рудник, драматург, писател Дарко Јан Спасов! Добар ден, Дарче, другарче, како си? Добро, ве најдов убаво. Само не сум собственик на рудник, туку сум менаџер на едни што копаат рудник во Македонија. Добро, дека почнаа да се собираат млади дами. Се собираат. Седемте джижиња. Каде рударот? И пеам во Да, и пее во хор. Хармосини, тоа е источно православно пеење, односно византиско пеење како што велиме, така што сум мултипрактик, мултифункционален и мултитаскинг талент и благодарам што дојдовме. И оженете. Татко на две деца, Дамјан и Искра.
мора да се каже ова, Даре, пошто наброевме многу интересни факти, знаеш, А и се собираат надвор. Почекајте. луѓето Инаку вика англиски, словенечки, чешки, српски и хрватски. Овластен преведувач на овие 5 јазика. Дали сме точни? Студирав чешки јазик и всушност до театарот дојдов преку чешкиот јазик. Прво почнав да преведувам Карел Чапек и видов дека Чешка има многу интересен свет, централна Европа и така. И единствени во светот кои што имаат афирмација ано, се чесите, а кај нас шопите, дека сум откочени сум шоп по природа, по раѓање. Кај нас кога некој сака да ти каже да, ти вели а то. Значи чесите и шопите имаат иста афирмација, значи, од 3 букви, а то и ано. Кочанчаните се потекло од Чешка. Или чесите се откачани. Даре, доста интересен е тој терминот шоп. Ајде за тие што не знаат што е шоп, пошто ти си првиот шоп што ни гостува во емисија. Благодарам. Мислам и првиот шоп што го упознал. Да, така да. Дека не, значи тоа е етнографска целина која што ја има во Македонија, во Бугарија, Јужна Србија и тоа се луѓе има 3 некои тези дека биле печенези, дека биле германи, дали саси и така натаму. Шоп доаѓа според професорката Цветиева или тие некои професори кои што ги истражувале шопите од зборот шоп, тоа е плетенка или букет. Така? И да речеме за шопите интересно тоа дека стилизираното оро, осоговското оро е со чалми врзани бели и тоа што е како плетенка изгледа тоа е всушност алузија на тоа дека мажите кај шопите имале статусен символ плетенка. Така. И козаците имаат така и така што имаат 2-3 теории од кај се, инаку шопите се македонци. Еве сега за сите наши слушатели и за тебе Атанас, шопската салата доаѓа од шопите, нели? Од шопите. Шопен, Шопенхауер, така. Шопинг. Апсолутно е нивно, да. Е сладкар песната шопинг е за шопите. И шопинг and fucking. И да, исто така, да. Факинг зборот значи не важно на чешки значи да, купувајте чешки производи. На чешки фудбал се вика копана. Што е копана? Копана е фудбал. Фудбал. Зашто се игра со копаните, нели? Кај нас што биде копана е таму кај што е копано. Или тачно. И ја дојдов се докопав до копана, нели да има нели логика зашто зборуваме за копаната. Така? Секој велат во кај нас шопите веди глава, наври нога, докопај се до копана и кркај си и ја така си најдов убаво место за живеачка во Скопје, после 9 години живење во Словенија си дојдов овде и уште да кажам се вработи во театар Коменија, најубавото место да се работи, најубави луѓе, светлина од светлина. Кажи ни што значи само тоа? Светлина, вистински Бог од Бога створен. Да, поздрав голем. Да се поздравија за нешто што си го познавам. Добро е, студиото малку се распаја, но тоа не е никаков проблем. Преголема возбуда во студиото на Радио Слободна Македонија. Одлично. Даре, кажи ми што значи тоа Јан, татко ми се вика Јан. Така, тоа чешкото влијание. Јан Палах е студентот кој се запали кога русите влегле во Чешка. Така. Татко ми се вика Јанко. И го прашав татко ми, може јас да сум Дарко Јан Спасов? Како не? Тој се горде. А син ми Дамјан, значи ќе биде Дамјан Дар Спасов. Така, нели? Интересно. Јас би бил аристократијата, тој е аристократското во мојата шопска природа. Како би бил ти? Јас бил Атанас Пав. Атанасовски. Него татко ми е Павле, па Пав само ќе сум. Јас бил Жарко Звон. Димовски. Што така Ке мислам водиш емисија на МТ. Звон, да. Епа ни. Да се нашалиме. Малку да се нашалиме. Мала шега ние на измету. Вика, пари се извинувам, вика трагедијата на животот не е толку во тоа што луѓето ќе го пропатат, туку во тоа што ќе го промашат. Што ќе кажеш за ова, Даре? Па тоа мислам дека ова Даниел Харамс го има напишано. А така. Такво нешто ми инаку несвесно, нешто. Сега си драматург во двете представи. Да. Може да се каже. Во сите. Во сите кај нас ни помагаш? И сега ќе гостувам кај Томаш Пандур во Македонскиот народен театар. Па раскажи ни што е твојата функција како драматург, што правиш ти? Што прави драматургот? Да. Во процесот. Значи почна да се јавуваат. Да, така е, премногу информации за шоповите. Значи, добро. во интерес на времето, ве молам отворете Википедија, драматургот си има Добро, на кратко, значи драматургот ќе го добие текстот, потоа ќе разговара како советник на режисерот во кој правец оди, како што ќе испадне, кого ќе потенцираме, потоа внимава на тоа
да има некаков сценослед со кој што ќе го договори со режисерот, може ќе се направат инверзии Така, и така натаму, така натаму. И е соработник, најдобар соработник на актерите. Така барем во Словенија работевме. Акторот доаѓа на драматургот и му вели: "Абе, во каков контекст јас сега да го ставам овој и да речеме Кафка треба да се игра и тој живеел во тој период, такво и такво обкружување имал, од тоа се плашел, тие стравови има и така што драматургот му е првиот советник на режисерот и на актерите. Тој кој што седи одзади и ако го прашат ќе си каже, не смее да биде наметлив, не смее да форсира некаква лиценца по етика. Така. И така убаво си врви работата. Ја бучиме, што вели. Ја бучиме, да, што вели нашиот пријател Димче Николовски, голем поздрав. Димсава. Да, ни беше тука во емисија исто така. Даре, ти имаш напишано и твои драми. Да, имам два обида така кои што така ги завршив во една форма. Добро. И како драматург си верам иднината на драматургијата оди таму, му даваш предложка на режисерот и му велиш: "Еве, ти прави сега што сакаш." Така. Ама консултираме мене. Така. И јас завршив Кројцерова соната, направив адаптација, драматизација, ја цимнав во моја форма, тоа е Толстоевата, и едно нешто ново, кое што се вика Радио Стар. Се работи за едно радио кое што го наоѓа таму некаде во една планина. Па тука да го читаме тоа. Може еднаш да направиме драмско читање во радио. Ова е добра идеја, Жаре, мора да се работи. А за радио се работи. Значи, поздрав на слушателите на Радио Слободна Македонија. Поздрав и до сите убави дами. Апсолутно, и сите И кои што се надвори пред внатре во нашето студиото студио, што се, да. да, така. Овде секаде во светот и секаде кај што се војува, мирува, гладува, сите мир и така натаму. Сега малку да одмориме со музика и Да, се враќаме може. за раскажување за новиот процес на Дино Мустафич Апсолутно. во Театар Комедија. Вие слушате Комичен Мегахерц на вашиот омилен Мегахерц 96-тиот. 0,0 комичен мегахерц. Вы слушаете комическава мегахерца. Ете така, светна си е личката, Жарко, јас сакам да направиме еден добар гест, ја и ти како Ајде. Комичен Мегахерц на нашите најверни обожавателки, да им подариме 2 билети гратис за вечерашната представа име. Ако сакаат, можат да повелат и вечер да... Слободно, да, билетите ќе бидат ти оставени одзади на другите билетара. А другите две ќе додат наредна представа, бидејќи не ги познаваме толку добро. Нема никаков проблем. Значи вака, не правам никаква реклама, али интересен е фактот. Вика, 1 од 10 деца во Европа е зачнато на кревет од Икеа. Така да, не знам кој го прави ако ово ти дават истражување, пари за да ги спонзорираш, те ворет. Добре. Добро, сега виц да прочитам, ама разбрав дека е многу црн хумор и не е добро за оца бајле. Слободно прочитај го ако сакаш. Не, многу е црн. Пре, раскажи го со позитивно. Не може. И ова е црна, мисле се тука ќе го прочитам јас, така да вика, кој го знае, кој не го знае, ќе освежи. Двајца пријатели прават муавет. Знаеш дека јас и Господ сме баџанаци? Е, од кај сега ти и Господ баџанаци? Епа, го знаеш Рамче? Го знам. Епа, Рамче имаше две ќерки, едната ја земав јас, другата ја зема Господ. Та. Добро, јас ќе кажам еден за полицајците, Ај, вешајде. Вика појде. на интервју за полицајци, комисијата го прашува првиот полицајец, вика колку се 2 и 2, вика 22. Не, вика, колку се 2 и 2, вика 22. Добро, упорено ќе го земеме. Докторе, му се обраќа сестрата на докторот. Надвор има пациент и некоја машина му ги отсекла двете нозе. Добро, нека влезе. Добро, одиме со случајот Хармс и новиот проект на Театар Комедија во режија на Дино Мустафич. Дино Мустафич, драги слушатели, човек кој што дипломираше на Академијата за сценски уметности во Сараево, мултимедијална режија и е директор на театарскиот фестивал МЕС во Сараево. Тој има дипломирано театарска и филмска режија и филозофски факултет исто така во Сараево. Човекот дојде и го почна процесот случајот Хармс. Тоа е една многу интересна приказна за Даниело Хармс, зависно Даниел каде ќе го Хармс. најдете, или Даниел Хармс, да, за кој што Даре ќе ни објасни малку повеќе. Повели, Даре. Значи, Даниел Хармс живеел во минатиот век и бил еден од така во тоа време многу ексцентричен лик. Неговото име е Даниел Јувачов. Ивачов. Е, сега тој си го дадел името Хармс затоа што тоа споенка некаква помеѓу Холмс, Шерлок Холмс и Хармс, нешто што е како нешто штетно. Како нешто Харм, да. Тој, да речеме, се облекувал, вака прво опис како изгледал, да речеме, облекувал до коленки,
носел луле, некои чудни фракови, така се шетал низ улиците во Русија. И станал многу така забележителен, но велат дека тој си ја наметнал таа одежда, таа маска на таков човек, на ексцентричен, само за да ја сокрие својата огромна талентираност и огромна енергија која што ја имал, и тој почнал да пишува во еден современ, за тоа време необјаснив начин на пишување, затоа што тој, да речеме, како велат, индивидуалното несвесно станува колективно несвесно. Неговото индивидуално несвесно, кога колективот на НКВД сватил дека постои некој кој што пишува субверзивен материјал, треба да се отстрани. И тој во тие рамки се преправил, односно се криел дека е луд, и препорачувам, тоа се негови, има негова автобиографија, потоа случаи, односно случаи во кои што во кратки цртици објаснува една состојба на некој, да речеме на некој лик кој што не знаеш од каде доаѓа, каде оди и зошто е таму. Значи тој бил член на групата Обирю, тоа се во тоа време авангарда во Русија, таму е, да речеме, другарува со Малевич, познатиот сликар, и Даниел Хармс, да речеме, 42 година, релативно млад, го затвараат во лудница и умира од глад, затоа што Од глад, да, тоа е најбесмисленото нешто што му се случува во животот, а и бесмислени му се и расказите што ги пишува, бесмислени во смисла на Тоа е струја на свеста. Така, веројатно, да, тој е подсвест, апсолутно како струја на свест, има да. сериозна двојност, алудира на се, но алудира и на ништо. Затоа што да речеме, тој никако не се согласувал за тоа дека треба колективот да биде центар на тој универзум, туку индивидуата вели. Тој бил германофил. Ја сакал поезијата, прозата на Кнут Хамсун, тоа е Кнут Педерсен од Холандија, од Норвешка, простете, и карактеристично за него дека бил многу верен. Истовремено бил многу промискуитетен, и жена му, да речеме, вели за него дека тој постојано се бавтел со жени, постојано. Ама многу ја сакал и бил наклонен, така што таа никогаш не го оставила. Емигрирала во Венецуела и после 50 години ја наоѓаат, еден руски критичар ја наоѓа во Венецуела и вели, ќе пишуваме книга, се вика Мојот живот со Хармс. Таа опишува како бил тој. Да речеме, тој во 4 сабајли ќе разбуди, ќе рече: ајте сега да ја пребојадисаме оваа печка во жолто. И таа станувала, затоа што го сакала. Затоа што бил посебен, знаела дека е гени. Или да речеме, ќе ја разбуди, ќе рече: овие сите стаорци што се во собата, сега треба да ги испадиме. Ќе се дотераме, вели, ќе се облечиме и ќе ги тераме тие стаорци. Нема стаорци, ама стаорци се тие НКВД структури кои што треба да му влезат во неговиот систем, и таа убаво. Или да речеме, ќе си дојде таа од работа и ќе тропне и тој ќе рече: ајте молам, почекај половина сат и врати се. И вели: знам дека тој секогаш беше со жени, знам, ама мене некако кога тој ќе ми се вратеше, кога ќе ми дојдеше, кога ќе ми кажеше: душичка моја, знаеш ли колку те сакам. Се забора. Да, и тој има изјавено дека Ја те бја љубљу. И тој има изјавено дека јас намерно ќе ја ставам додачката кошула така да можам да кажувам се што сакам, а при тоа да никој да не ми замери за тоа што ќе мислат дека сум луд. Веројатно тоа го црпи и од православието, затоа што кај православието вели најчесто тие за да сокријат светоста, луѓето за да не ги изволкат, наденуваат некаква маска на юродиви, на шарлатани, за да не се соочи човек со сериозната вистина кај другиот, кај тој што е носител на тасета. И така тој тоа го правил. Мораме да кажеме дека тој е инспиратор на комедиите на Монти Пајтон. Значи Монти Пајтон го користат многу во нивните скечеви за африканци што ги прават за општеството и за не само Монти Пајтон. Тоа е еден сериозен источник и многу автори во светот реферираат, односно се навраќаат на неговото, во неговата слобода. Тоа е луцидна поетика, тоа е фантастичен хумор кој што не е од типот на ќе раскажеш виц кој што е малку гротескен или не знам, хорор. Ова има некоја длабочина во неговото творење. Значи го препорачуваме Даниел Хармс да ве расположи во ноќите кога сте сами, во ноќите кога не сте сами, заедно си го читате со вашата љубена, со вашиот љубен, можете да си лежите. Во Македонија излезе циркус Принтимпрем, се вика, тоа пред можеби 15 години излезе. Мислам дека Темплум беше, мало книжуле и внатре Даниел Хармс и внатре, да речеме, тоа е интересна приказна за деца. Децата ги знаат приказните, тие кодифицирани на Андерсен, да му раскажете Волкот и 7 јариња. Но децата сакаат нешто да е цимнато, да има драма, да има суспенс, да им раскажувате приказни на вашите деца. Даниел Хармс ќе направите мощне
остроумни граѓани на нашата земја. Значи правете деца Така е. и читате им Данил Хармс. Мора да ги А родителите ќе можат да гледаат представа за Данил Хармс и од Данил Хармс некаде после 27 март во театарот на комедијата. Инаку да подсетам, вечерва е представата Стюардеси, повелете да гледате, а исто така морам да промовирам Како бре вечерва е представата име утре да гледам дали ме пратиш утре да, представа Стюардеси. Ла Преном Макет де ла Порte, la Sendade, и les Champs-Élysées има comme tu beli, les Persanto Gibalera. Колегите сакаат да кажат дека уживаат во студиото. Да, и- апсолутно. Јас морам да подсетам дека 13 сабота и 14 недела на Свети Валентайн можете да дојдете во Македонскиот народен театар и да ја погледнете представата на македонскиот Чикаго. тоа Свети 3. Фун. Така е, Свети Трифун или И Валентайн да за го кој поздравам што си дедо Свети Трифун, дедо Трифун. го слави. Свети го рекол. Даре, О, морам да те замолам затоа што имаме ние рубрика во светот на бајките и сега нема да читаме бајка затоа што ќе имаме, се надевам, честа да ја слушнеме приказната што ти раскажувала баба ти за луѓето што летаат или така некако беше. Не, тоа не е приказна, тоа е вистина. Ако сакаш да најавиме со режија, ако може во да, добро. Извинувам ако може джинглот во светот на бајките само. Да, За да можеме само да- да одиме во светот на Во бајки. светот на бајките джинглот ако може режија. Ви благодарам. Ете така. Чекај го даре джинглот и влези како да раскажуваш приказна на мали деца кои што се тука седнати и чекаат нешто. Тоа не е за деца. Ако нема врска, така замисли. Така, ние правиме тотална атмосфера. Джинглот ќе дојде кај да е. Еве го во светот на бајките. Почни, Даре. Благодарам. Баба Љуба живееше во Осоговските планини во село Полаки и затоа јас се подпишувам како Полацки. Отворете polacki.mk. И баба Љуба живееше со уште две баби. Сериозно. Во планината. Продолжи. Продолжи да ред, само дојди до приказната. И баба ми раскажуваше дека порано ние никогаш не сме били полека, индустријска полека, земја. Не сме били индустријска земја. Не сме имале производство на перални пегли, не знам, тегли. И луѓето се во Прилеп саделе тутун, во овде, мамо, и кај нас имало афион. Папавер сомниферум, латинското име. И мене ми станува интересно, како живеевте, колку имавте, што немавте, и вели, па имаше порано, ма сега е забрането тоа дека државата треба да контролира, дека се прават алкалоиди, не знам, алкалоидите откупува и така, лек Лјубљана на времето купувале, се правеле лекови и така натаму и велам, а зошто ние не посадиме колку 2 квадрати да видиме како изгледа. Како изгледа? Не е вели црвен како што е црвен, нели, булките афионот, и тоа е дел од групата на МАК, односно на афион, туку вели има бели, виолетови, некои чудни, скаредни бои. И велиме, ајде и садиме, и вели, сеиме, ама кога се сеи, треба да ставиш пепел за да видиш таму кај ќе падне пепел, значи таму паднало и зрното, дека маково зрно е многу ситно. И за да, нели, некаде појќе, некаде помалку, за да ти е убаво распоредот на нивата. Нивата е 2 квадрати. Добро. И се враќаме и велиме, сега што се прави? Што се праве, бабо? И баба ме вика, после оно кој израсне и после од тоа има една смола од која што се прави и така натаму. Пити, тоа е опиум се вика и филмови има Once Upon a Time America, ви така на крај Како не, да. И велам, ајде ние сега тоа ќе направиме, ама на никој не кажуваме, никој да не знае, да видиме како е тоа. Вика, бе, како солза, вика, плаче. Одиме, сите, буквално сите тие чушки афионови, издупени. Издупчени, ама не од оздола, туку од озгора издупени. Добро, продолжете. Кој го направила ово? Како ме може реколтата моја, инвестицијата, не знам, таа ми вика птиците. Му викам, шо птиците, тоа афиона, шо црвци, шо не да. Ми вика, како ќе летат? И си велам, така ние продолжуваме, јас тргнувам по тоа патеката. И ти касна од афионот и полета. Не. А, не. И ја одам, и ама тука печурка, таму гава, таму ова, таму она и се изгубив. Гледам дека не сум на патот на кој што Дарко во земјата на чудата. Да. И ми вели, и велам, викам, бабо, и таа некаде горе ми вика, викам,
дека е Пато, дека е? И она ми вика, слушам тамо далеко, тој како алтер его, не знам, подсвест ми вика, Пато е таму кај што одиш ти. Си викам се, мајката. Да се вратам кај Пато, да се вратам кај Пато. Пато Масоно на цело село. И се враќам на Пато, сега, тука треба да крчам, тука имам грмушки, страшно, и се враќам кај Пато, кој што оделе сите. Да се видам како сите луѓе. Да не сум како Хармс, Марс. И најдолгото И- патување и- почнува со првиот чекор. И Така ја е. прашувам баба ми, оди пред мене, оди ама како да друса, оди како да лебди, оди како да не ја допира земјата. И си велам вака, да ја прашам, до кај води Пато? До каде одат овие патишта, мајко му? И ја прашувам, баба Љубо, на Кочански да кажам, Слободно. баба Љубо, до дека има пат? И таа ја крева раката горе високо, кон небото и вели, дотаму. Баба Мојсей! И дали Ја тоа беше растепи планината на два дела. И помина пеја и баба ми. А дали тоа беше последно кога ја виде бабата или не? Не. А не, значи не беше таква алудирање. Значи Така. патиштата почна да се градат после оваа приказна во Македонија. Нагоре. На Пецваро! Даре, одиме со краток блок на реклами, а после можеш да ни кажеш за првата рагби федерација што сакаше да ја основаш ти. Одиме. Уште тоа. Вы слушаете комическава мегахерца. Во моментов правиме селфи. Само слик. Само слик. Само слик. Дојди Дали се повака, гледаме повака. ние или не се гледаме? Па нема оција и многу има. Блешти ме. Изгледа не се гледа, неверојатно не се гледа. Небитно. Не, Додека Blues Brothers ја свири својата последна песна, Даре ќе ни раскаже за рагби тимот што сакаше да го основа во Македонија, но за жал се откажа. А Даре не е човек кој што се откажува, така да видиме што се случило. Председателот на рагби Федерацијата на Словенија, Јос Залокар, позната личност во Словенија, познато лице, грло што велат, рече кој ќе одиш во Македонија ќе Многу ми се свига делот. Дарко само пократко ова. Да. Грло, Лице, лице. да, убаво, душа. да се нашалиме, да бидеме реални, да бидеме реални. Значи, вели ќе правите во Македонија рагби, ќе ги тепате сите затоа што ќе видите во група со Грција. Мене најмногу ми дојде идејата дека ние, какви што сме такви рампали, паламари, сурамбали или не знам што се не, има да ги стуткаме во шише, да речеме така, и вели треба колку? 3 клуба. 3 клуба. Еве, Словенечката федерација не дава пари, отвараме 2 клуба во Кочани, едно се вика Полаки, Така, селото на баба ми, бабата. а другото е Небојани, селото на мајка ми. Ова беше на таткина на мајка ми и тим во Радовиш, Поин се вика, Мартин Јовински, Мартин поздрав. И сега правиме 3 клуба, 3 печати, опреми, Нов Зеланд ни плаќа, хака, тие ни праќаат знамиња, сега треба книги, бајде бук, и велиме, одиме во Агенција за млади спорт да регистрираме. Тоа е федерација, за да станеме член на Светската федерација, да добиваме 23.000 фунти годишно за обрат и така натаму и Така, така така, натаму. Оние велат, не 3, треба 5 клуба. Како е 5 клуба? Не, па се ми рековте 3. На, 5. И ја веќе во овој свет на кавкијански прашања и одговори, а работа со театор, а работа со превод, а работа со другото, најдов на едни многу интересни дечки, Грифон, кои што си работат во и си вежбаат кај Александар Палас, и тој веќе четвртиот клуб и ги ни треба 5, а федерацијата вели, не можеме да ви регистрираме како федерација, кај играте, и дојде во Кочани, видоа, така, вака и така натаму. Така што, грците се уште не сме ги, мислам, ова е политички Победиле. коректно, не сме ги победиле во рагби, Да. затоа што Немаме рагби клуб. Значи- имаме женски фудбалски клуб во Кочани и така натаму, се си функционира, ама ја кога кажава рагби правиме, река, да бре, ама уште рагби ни фалеше. Значи, ако имате силни другари, ако се чувствувате вие силно, формирајте клуб, бидете петиот клуб на Македонија за рагби федерацијата на Дарко Јан Спасов. И да ги победиме Грција! И сите што треба да се победат. Апсолутно. Даре, ти благодариме многу што ни беше гостин во нашата емисија, што ни ја разубави емисијата. Што ни раскажа интересни приказни. Да, што ни раскажа доста интересни приказни за За се. За птиците, се, апсолутно за се, и за птиците, и за шопите, и за Хармс. Ако сакате да летате, јадете афион. Афион, да, тоа апсолутно е тоа. Ако сакате да летате, јадете бидете афион. другар на птиците. Ако сакате да летате високо, пардон, по Birdman. небото. Ако Може сакате ниско. Birdman, Да, Birdman. апсолутно. Им благодариме на нашите верни слушателки кои што беа тука пред нашето студио. Ги поздравиме поздравуваме, уште ги еднаш. гушкаме и Наташа, ги мојата бакнуваме. љубов.
Даре, тебе те оставаме во добра мисла и добро расположение во следната емисија тука што ќе биде сега во радиото. Македонија. Атанас, повели нешто сакаш да кажеш? Тоа е тоа и од мене ги поздравам сите, ве поканувам вечерва на представата име Ла Пренон во Театар Комедија почнува во 20 часот. Драматург Дарко Јан Спасов. Драматург Дарко Јан Спасов, превод и адаптација. Ова беше Трговско радио, дифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредници и водители на емисијата Атанас Атанасовски, Жарко Димовски, датум на емитување на емисијата 12 февруари 2016 година, продукција Радио Слободна Македонија. За несакани индикации на лекот обратете се на бројот 322-457. Пријатно. Значи, ве поздравуваме, уживајте со добра музика. Blues Brothers! Чао, чао, Македонија, чао, Скопје! Комичен мегахерц.